Отворањето на репродуктивен центар за диви свињи во Виница и репродуктивен центар за див зајак во бугарската општина Гоце Делчев е проект со кој ќе аплицираат двете општини на третиот повик за прекугранична соработка со Република Бугарија. Двете ловни друштва Соколот Гоце Делчев и Виничкото Бел Камен ја имаа првата средба во присуство на градоначалниците од двете општини и представници од источниот плански регион. Председателите на ловните друштва размена информација околу состојбата со дивечот на македонска и бугарска страна, капацитетите со кои располагаат и потребите за развој на друштвата во насока на развивање и заштитата на дивечот. Станува збор за општината Гоце Делчев од Република Бугарија, со која веќе имаме успешно завршен еден меѓуграничен проект, значи адаптација на лица со посебни потреби во нашето училиште Гоце Делчев. Како што рековте, ова се прелиминарни разговори за почеток на втор меѓуграничен проект. Овој пат се работи за дел во ловните стопанства, односно ловните здруженија на општина Виница и на општина Гоце Делчев. Од наша страна ќе биде подесен проект за репродуктивен центар за дива свиња, а од нивна страна ќе биде исто репродуктивен центар, но за див зајак. Градоначалникот на општина Гоце Делчев Владимир Москов ја поздрави иницијативата, потенцирајќи ја поддршката и од бугарска страна. Ние многу добре работиме с град Виница. Ние многу добро работиме со Виница. Се надевам дека сега ќе се отвори проект за ловно-риболовните друштва, а може да размислуваме и за други инфраструктурни проекти. Има многу ловци, проектот е за заштита на животните. Ќе се финансираат по програма за трансгранична соработка меѓу Македонија и Бугарија. Директорот на Центарот за развој на Источниот плански регион Драгица Здравева истакна дека тоа се проекти со кои ќе се аплицира на третиот повик од прекуграничната соработка со Република Бугарија. Пред кој фондови? Значи се работи за нови проекти, развивање на идеи, со кои што треба да се аплицира на третиот повик за прекугранична соработка со Република Бугарија и очекуваме тој повик да биде отворен во текот на месец ноември и токму денес беше првата работна средба помеѓу градоначалникот на општина Виница господинот Емил Дончев и градоначалникот на општина Гоце Делчев господинот Владимир Москов. Се работи за инфраструктурен проект кој што во текот на овој месец заедно со Центарот за развој на Источниот плански регион и соодветните друштва ќе започнат да ја развиваат апликацијата, да се изготвува, бидејќи вие знаете за еден вака инфраструктурен проект потребни се доста документи, потребна изработка на инвестиционо-техничка документација, потребни се одлуки на советите во општините, така да се надевам дека на вистина ќе направиме добар проект, ќе добиеме согласности од општинските совети и ќе успееме, како што велат нашите партнери од Република Бугарија, да го спечалиме проектот на овој повик, чиј што буџет би требало да изнесува нешто